Во текот на наредните неколку дена ќе се знае дали и какви рестрикции ќе претрпи планот за наводнување за претстојната сезона. Меѓутоа, според расположливите количества вода во калименци и другите помали акумулации, сосема известно е дека кратењето на полињата, односно површините кои ќе бидат наводнувани, ќе биде значително. Таквата ситуација создава неизвестност кај земјоделците кои се уште не започнале со подготовката на земјиштето за претстојната сеидба, иако роковите за одредени култури течат или се на одминување. Најзагрижено по правило се оризопроизводителите, и тоа од повеќе причини. Прво, затоа што не смеа да се впуштат во скапа сеидбена кампања, кога нема гаранција дека ќе има доволно вода и до крајот на сезоната за оризовата култура. Освен тоа, март не им даде шанса да влезат во нивите за да сработат тоа што може да се сработи. Во моментот можеби најсериозен е проблемот со COVID-19, кој предизвикува неизвестност како ќе се одвива набавката на семенски материјал, вештачки ѓубрива и хемиски препарати. Кога на сето тоа ќе се надодадат и немотивирачките цени на арпата и белиот ориз, станува јасно зошто на 15 на дена пред сеидбата во полињата во Кочанско ништо не се случува. Како што стојат работите, Водостопанство Брегалница е претешка одлука каква проценка да се направи во поглед на хидролошката ситуација во текот на пролета и летото и според тоа колкови површини да бидат пренаменети од оризова во други култури. Дотолку повеќе што голем број земјоделци и особено фирми притискаат кај нив да нема кратење. Инаку реалните критериуми се предност за сеидба со ориз да имаат површините покрај речните корита и помалите потрошувачи на вода, потоа нивите кои поради подземните води за друго не ги бидува, како и блоковските целини на кои најефикасно може да се спроведе наводнувањето. Секако при тоа ќе се има во предвид и кои земјоделци колку се дисциплинирани при подмирувањето на обврските по основ на воден надомест.